Од утре се очекува зголемување на водостојот на реките во источниот дел од земјава, а можно и појава на локални заезерувања во ниските предели. Причина се обилните врнежи што се најавуваат за утрешниот ден, особено во сливовите на Струмица и Брегалница, каде може нагло да се зголеми водостојот и на помалите реки и суводолици. Според проценките на хидролозите, се очекува да наврнат 20 литри на метар квадратен. Зголемување на водостојот во источните делови се очекува, а при што поголеми врнежи се очекува таму да има во тие делови во текот на утрешниот ден, така што се очекува зголемување на водостојот во сливот на река Струмица, во сливот на река Брегалница, во горниот дел од сливот на река Брегалница и можно е поголемо зголемување на помалите реки и суводолици, од чии што помали сливови би се појавиле интензивни врнежи од дожд во текот на утрешниот ден, а како резултат на циклонот кој што зафаќа целата Македонија овие неколку дена. На 20 литри дожд, тоа според моменталната прогноза што сега ја имаме. Како резултат на претходниот влажен период, хидрологот Угрински вели дека новите количини можат да доведат и до појава на локални заезерувања во ниските предели, меѓу кои спаѓа и општината Чешиново-Облешово. Таму подземните води се веќе на доста високо ниво како резултат на претходниот влажен период, така што овие нови количини на врнежи можат повторно да доведат до појави на локални заезерувања на водата во ниските предели во таа околина, во Чешиново и Облешово, а исто така постои и можности помалите рекички нагло да го зголемат водостојот, секако доколку таму бидат сконцентрирани интензивните врнежи. А предуслови за тоа постојат, затоа што доста силен циклон е на нашата територија во овие неколку денови. Инаку синоптичарите од Управата за хидрометеоролошки работи посочуваат дека времето утре се очекува да биде облачно со обилни врнежи од дожд наместа и над 30 литри на метар квадратен. На повисоките места ќе има дожд и снег, а на планините само од снег. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од северозападен правец, кој ќе биде поизразен долж по Вардарието.